Шкупи, крyeqyteti i Maqedonisë së Veriut është zemra administrative, ekonomike dhe kulturore e vendit. Një qytet me më shumë se 500.000 banor, i cili përballet çdo ditë me sfida jo shumë tipike për metropolet moderne. Ajër të ndotur, mbeturina në secilin cep, trafik të rënduar, mungesë hapësirash të gjelbra dhe ndërtime pa kontroll. Në këtë kontekst, kandidatja e LSDM-s për kryetare të qytetit të Shkupit, Kaja Shukova, do të tregojë vizionin e saj për kryeqytetin për 4 vitet e ardhshme. Në intervistën 10 минутше на Альсат. Госпоја Шукова, добро дојдовте во ова интервју во Алсат телевизија. Благодарам за поканата. Скопје продолжува да биде често еден од најзагадените главни градови во Европа, па некогаш и во светот. Имајќи тука предвид дека јавниот превоз како еден механизам за намалување на загадувањето не се користи многу и не е ефикасен. Кои се вашите мерки за јавниот превоз и за загадувањето? Да, секако, ако немате соодветен јавен превоз, тоа е еден од факторите за загадувањето во градот Скопје. И во таа смисла, БРТ системот, брзиот рапид транспорт, проект кој што е веќе готов од пред повеќе од 5 години, кој за жал стоеше на страна, за кој што има подготвена документација, за кој што се обезбедени пари, особено за првата траса, која што треба да се движи од Ѓорче Петров до Новолисичево аеродром. Тоа ќе биде една линија со должина од 13 километри, со нова 21 постројка и со околу 30 на нови автобуси кои што ќе се движат со брза фреквенција. Не ова сега како што го имаме во Скопје. А паралелно на изградбата на првата линија, која што може да биде готова и треба да биде готова најдосна за почетокот на 28 година, паралелно ќе се прави и втората линија која што треба да биде на релација север и југ, да се најде најоптималното решение, така да скопјани за неколку години може да ги имаат овие две линии кои што ќе бидат главни во градот Скопје, а сите останати автобуси од сите делови на градот фактички ќе ги рана да речем овие два линии, тука ќе биде преносот, главниот пренос на патниците. Секако нови еколошки автобуси бидејќи овие кои што во моментот ги има ЈСП се девастирани. И да не ги забораваме секако и приватните превозници, и тие се дел од системот, секако обновување и на нивните автобуси треба да биде паралелно како што ќе се обновуваат и автобусите на ЈСП. А што ќе биде со големиот долг на ЈСП? Сите јавни предпријатија впрочем во Скопје имаат долгови. Мора да има реорганизација на јавните предпријатија, да се ослободат од непродуктивните трошоци. Ќе треба сериозна работа таму, бидејќи не е само комунална хигиена, и водовод се соочува, и паркови зелено се соочуваат. Така да таму ќе треба интервентни мерки. Градот секако помага во рамките на сопствениот буџет на годишно ниво. Има средства за јавните предпријатија, очигледно дека тоа е недоволно, меѓутоа очигледно е дека и јавните предпријатија не работат како што треба, така да таму реорганизација и повторно ќе кажам ослободување од непродуктивните трошоци е нешто што мора веднаш да се направи. Во сите општини во град Скопје се гради некако без контрола. Како може да се намали градењето во сите овие општини и дали планирате ревидирање на урбанистичките планови на општините? Прво и основно мора да се донесе генералниот урбанистички план на градот Скопје, кој што неговата важност беше до 22 година, очигледно веќе 3 години сме без нов урбанистички план и тој ќе мора да детерминира во кои делови на градот ќе продолжи интензивно да се гради, каде ќе има нови населби, каде треба да престане урбанизацијата, каде ќе има нови зелени површини, каде ќе има повеќе простор за пешаците, повеќе простор за велосипедистите. Знам дека проблемот на дивоградбите е сериозен во градот Скопје. Јас планирам тоа да го ставам под јавна расправа, да се види точно и во кои општини со каков степен и број на дивоградби се соочуваме. За жал, знаете, градот Скопје, тој и актуелната градоначалничка го посочуваше, не може да постапува со дивоградбите. Тоа е во надлежност на општините. Мислам дека сериозно треба да се отвори законот за локална самоуправа. Очигледно гледаме во локалната самоуправа имаме одредени недостатоци кои што мораме да ги надминеме, а тоа нема да го направиме со вакви козметички измени како што во моментот нуди актуелната власт, туку ќе треба малку по-системски и подлабински да влеземе во законот и согласно актуелните состојби кои што ни прават проблем во локалната самоуправа да направиме измени за да можат актуелните проблеми да ги решаваме. Градот има многу проблеми со отпадот и нечистотијата во улиците, во плоштадите и во се. Како вие ќе го надминете овие проблеми?
Тоа ќе бидат два паралелни процеси, секако акутниот, овој што го имаме во моментов со градот Скопје, значи мора веднаш да се почне со расчистување на отпадот пред секоја куќа, пред секоја зграда, во целиот град, впрочем, и расчистувањето на дивите депони, каде што ќе мора да воспоставиме контрола за да не настануваат повторно. Проблемот со Вардариште е еден од поакутните прашања на градот. Јас таму во неколку наврати веќе кажав, таму мора да имате 24 часовна заштита, мора да го градите тој простор и полека да почнете да го расчистувате. Меѓутоа, Вардариште, по сите стратешки и плански документи на државата, не само за Скопје, туку и за Скопскиот регион, е претоварна станица, бидејќи вие мора да имате претовар на отпадот пред да оди на Дресла. Паралелно на ова, мора конечно градот да добие одржлив систем за управување со отпад. Што подразбира тоа? Да ги намалиме количините на отпад што финално ги депонираме. Мора на граѓаните да им понудиме опција за селекција на отпадот, да го реупотребиме отпадот и на крајот јас велам една девиза: отпадот е ресурс. Мора така сите да почнеме да го гледаме, бидејќи најголемиот дел од отпадот може повторно да се преработи и да се врати назад во општеството. Пример да речеме, градежниот шут, вие можете со дробилка соодветно да го преработите и потоа да го користите за изградба на улици и патишта. Така да има многу опции, овие два процеса мора да одат паралелно. Едно е акутно чистење на градот, а другото е конечно да воспоставиме систем како што треба по европски стандарди во градот Скопје. И на тоа се базира управувањето со отпад во мојата програма. Што планирате во врска со прочистувањето на парковите, одржување на зеленилото и чистење на Вардар и на реките? Така. Паркови за зеленило, за жал, многу лошо работат во изминатите години. Гледаме дека се соочуваат дури со недостаток на плати, значи вработените не земаат плати со месеци наназад. Состојбите се дека таму не се произведува она што му треба на градот, за да можете да имате убави паркови и зеленило. За жал се купува на јавни набавки. Мислам дека таквото нешто не смееме да си го дозволиме понатаму, значи таму ќе треба да има соодветна реорганизација и таму знам дека има долгови, меѓутоа мислам дека со напорна работа дека и тоа може да се надмине. Јас во мојата програма нудам 15 паркови за 15 месеци, дел нови, дел секако да се санираат и повторно да станат зелени оние кои што се во состојба каква што се за жал денеска, така да имаме добри сериозни мерки и во тој дел. Впрочем, програмата предвидува и нова ботаничка градина. Зошто да не? Таквото нешто е пракса во многу современи и урбани градови во Европа и во светот. Мислам дека таквото нешто... Можно е тоа за еден мандат? Апсолутно може, бидејќи, да речеме, за Луна паркот, за ботаничката градина и за аквариум веќе има направен план и тој стои за жал повеќе од 4 години некаде на страна, направен е во времето на Петре Шилегов. Дури тогаш било обезбедени и средства да се финансира паркот, така да тој мултифункционален простор да речеме, така да мислам дека полека, но сигурно можеме да пристапиме кон изградба на една по една од целините, секако дека треба за тоа време, меѓутоа ако си посочите приоритети и кажете ќе работам на овие приоритети во наредните 4 години, ќе реализирате она што ви е предвидено на краток и на среден рок во програмата, а ќе отворите процеси кои што треба да продолжат и во нареден мандат. Многу граѓани, а особено младите, мислат дека не се доволно вклучени во донесувањето на политиките што се однесува на главниот град. Дали планирате вакви механизми или начини за вклучување на младите, но и на другите граѓани кога ќе донесете многу важни одлуки? Да, се согласувам со младите, се согласувам и со останатите граѓани дека процесите на носење на одлуки во градот не биле инклузивни до сега, мора да бидат. Градот мора да биде отворен, мора да биде транспарентен и во однос на утврдување на мерки и активности кои што се битни за да градот стане поубав, почист, помодерен, треба одлуки да носат граѓаните, за да не ни се повтори Скопје 2014, кој што за жал гледаме први во каква состојба, а второ сметам дека тоа беа непродуктивно потрошени пари. Големи средства во милиони евра, кои што можат да се потрошат за многу продуктивни работи за граѓаните на Скопје, дали се тоа водовод, дали е канализација, дали е нов систем за отпад. Постои дигитална алатка која што исто така е спроведена во градот, односно започнат е процесот на дигитализација, повторно ќе кажам пред 4-5 години и е застанат за жал.
се користи во моментов само за осветлувањето на главните крстосници на булеварите во Скопје. И донело 80% заштеда во потрошувачката на електрична енергија за осветлувањето, што значи дека имате еден дигитален паметен модел кој што може да ви понуди покрај другото и транспарентност према граѓаните, значи дигитална алатка која покрај осветлувањето, да речеме паркингот во Скопје, контролата на водоснабдувањето, контролата на управувањето со отпадот, ќе отвори можност граѓаните во секое време да можат да пристапат кон градската управа со своји идеи и сугестии да бидат дел од процесот. Значи дигиталните процеси мора конечно да ги донесеме во градот. Има нешто, меѓутоа е многу малку. Мислам дека така ќе си помогнеме сите на себе. И ние на граѓаните и граѓаните на нас. Само 15 секунди има останато, доколку не ги исполнувате овие ветувања во првата 2 години тие што се за тој период, дали ќе поднесете оставка или дали треба да постои тој механизам? Сметам дека треба да постои механизам на одговорност. Граѓаните тоа одамна го очекуваат и го бараат од политичарите и јас апсолутно стојам за тоа дека секој политичар треба да биде одговорен за своите постапки. Благодарам многу за ова интервју во Алса телевизија. И благодарам и на вас. Ваш дојме интервју из театар.